Здраво, јас сум Александар Петрески. А ова видео го снимам од моето работно место како телевизиски презентер. Успехот во кариерата неспорно зависи од упорноста и макотрпната работа, но и посветеноста на она што го сакаме и се стремиме да го оствариме. Патот кон него секогаш е исполнет со раст, но и со падови, но најважно од се е да научиме како секогаш да се задржиме на нозе и да продолжиме понатаму. Учењето и надоградбата се неодвоив дел од развојот на личноста, но најважно од се е основата. Основното училиште е отскочната даска од која почнуваме да се подготвуваме за светот на возрастните. Добрата подкованост со основно знаење е предноста што секогаш ќе ве прати во животот. Јас мојата цврста основа ја стекнав токму во Добре Јовановски, училиштето во кое ги започнав првите чекори во образовниот процес. Учев во мултиетничка паралелка, што за мене представува голема предност, за да можам да ги разберам различностите, но и да ги прифатам и да научам повеќе. Ја добив посветеноста на наставниот кадар, научив дека животот е надпревар кон успехот, но тоа не дојде одеднаш. Секојдневните задачи, макотрпната работа на просветните работници во ова училиште, шансите што ми ги овозможија за да се докажувам на секое поле, ме направија да бидам тоа што сметам дека сум. Вистинска личност со цврст карактер, борбен дух и секако личност со емпатија кон останатите. Да бидам тимски играч кога треба, да помогнам кому е неопходно, да се радувам и на своите, но и на успесите на моите колеги. Сметам дека Добре Јовановски е најзаслужно за секој мој чекор на патот кон комплетно изградена личност. И затоа многу сум благодарен. Јас сум Маријан Жежовски, доктор специјалист инфектолог. Основно образование завршив во основното училиште Брајча Милодинови, како последна генерација. Едната смена беше Брајча Милодинови училиште, а другата беше Добре Јовановски. И ден денеска живеам со моите тогашни соученици Музафер, Тахири, Едија и останатите. Би сакал да кажам дека изолацијата во ниедна сфера на животот не носи добри резултати. Исто така и лажниот елитизам не носи добри резултати. Кога личноста се формира без лажен елитизам и изолација, ќе се оформи како добра личност. Кога пак би се родил повторно, би се запишал во истото училиште за моето основно образование. Основното училиште Добре Јовановски всушност кога и да се спомене кај мене навира некоја носталгија, бидејќи токму за ова училиште се врзани моите почетоци и моите корени. Токму во ова училиште наставниците од како што се Зора Ацеска, Славе Марковски и Изабела Узуновска се меѓу клучните виновници за тоа што денес јас сум. Од нив ги осознав работите кои што на факултет само ми се потврдија. Професорот Славе Марковски ги удри темелите на познавањето на македонскиот јазик и литература, кој што неизмерно се грижеше, барем за мене, ја можам слободно така да го кажам, да бидам личност која што во иднина нема да дозволи никој да го потцени во однос на познавањето од оваа област. Изабела Узуновска се разбира, неизмерно сум благодарен за тоа што го правеше во текот на основното образование. Зора Ацеска беше клучот за тоа што јас сум денес, иако бев едно од оние понемирните деца, меѓутоа успеа да го скроти мојот дух. Добре Јовановски несомнено е едно од ретките училишта каде што се почитуваат различностите, каде што впрочем барем јас додека учев во тоа училиште не постоја разлики. Пораснав со Гали, пораснав со Сењур, со Давид, со Владко, со Маја, Ирена, Бојана и многу други школски кои што еден со друг некако во текот на нашето образование не правеа никакви разлики. Сметам дека Добре Јовановски треба да продолжи со својата мултикултурализам и секако да допринесе во развојот на идни кадри. Несомнено Добре Јовановски е најголемиот виновник за она што ја денес сум. Образованието кој што го стекнав токму во ова училиште во средно само го продолжив, а се разбира веќе на факултет само се потврдија моите знаења. Како што рекол и големиот Нелсон Мендела, образованието е најголемото и најмоćното оружје со кое што може да го промените светот. Останете во добро и секако
продолжите со вашето образование, како што впрочем јас тоа го направив. Денес сум новинар по вокација и свесен сум за влијанието кој што го имам, но пак ќе кажам најголемо благодарам на самите наставници и професори во Основно училиште Добро Јовановски за тоа што сум денес. Јас Илија Несторовски, репрезентативец на Македонија, интернационален играч на Удинези, Италија. Имам преку 335 надпревари во мојата кариера, имам постигнато над 125 голови, имам освоено доста индивидуални награди, али моја најмила и најдрага награда е тоа што 2016 година бев избран за најдобар играч во Македонија, што настапува во странство. Јас од секогаш на моите почетоци се сеќавам секогаш со многу емоции, затоа што љубовта се разви токму во Основното училиште Добро Јовановски Прилеп од моите наставници по физичко образование. Од тогаш се сеќавам на сите мои наставници кои неуморно се трудеа да ни го пренесат нивното знаење, а и секако школските денови ни беа исполнети со многу радост и смеа. Иако живеам подолго време надвор од Македонија, заради мои професионални ангажмани, сепак нивните родители би му препорачал своите деца да ги запишат во Основното училиште Добро Јовановски, бидејќи представува пример за почитување на разликите. Од децата многу може да се научи, бидете и вие дел од Добровци. Јас сум Несиме Салиоска, ромка, која што е родена и живее во Прилеп. Основното образование го завршив во Добро Јовановски, додека средното образование го продолжи во здравствената струка. Во 2007 година ја основав невладината организација Рома СОС, која што активно функционираше 11 години, нудејќи им помош на ромите од општина Прилеп, но и пошироко. И по тоа најмногу од населението ме познава, односно како директорката на Рома СОС. Во меѓувреме, моето високо образование исто така го завршив во насока менеджмент, а додека во 2019 година ја добив и првата награда од Европската комисија во Брисел за најуспешна ромка во Македонија. Од 2019 година па се до денес работам како консултант, односно соработник на неколку меѓународни организации, а оние кои што ми се Facebook пријатели најмногу ме познаваат и ме препознаваат, односно преку работата со Фондот за население при Обединетите нации, односно UNFPA. Добро Јовановски, покрај тоа што представува место каде што се нуди квалитетна настава, е исто така место кое што ја поттикнува мотивацијата на учениците да се осознаат различните карактеристики на различните етнички групи кои што постојат во нашето општество и да градат соживот од мали нозе со нив. Тоа сериозно ќе им помогне на сите оние индивидуи кои што во иднина би сакале да градат кариера во работа со меѓународните организации, бидејќи ќе бидат ослободени од стереотипите и предрасудите кои што од друга страна можат да бидат сериозна кочница за оние ученици кои што учат и осознаваат одреден материјал во чиста етничка група. Затоа препорачувам сериозно до сите идни ученици да ја прифатат наставата во Добро Јовановски како еден благослов кој што ќе им овозможи во иднина да градат сериозна кариера во работа со меѓународни организации и ќе имаат можност да патуваат надвор од Македонија во многу различни земји и да осознаваат плюс други различни етнички групи кои што постојат во светот, а кои што во нашата средина не можеме да ги запознаеме. Здраво, јас сум Гоце Михајловски, главен и одговорен уредник на Канал 5 телевизија и автор на емисијата Само интервју. Да се успее во Македонија особено не е баш лесно, затоа е многу важно каде ќе се направат првите чекори во животот. Јас имав среќа да ги направам во Основното училиште Добро Јовановски во Прилеп. И тогаш верувам и сега, кај некои мои врсници постоја предрасуди, но јас никогаш не зажалив за одлуката. Напротив, знаењата што ги добив во Основното училиште Добро Јовановски ми послужија како одлична основа и за гимназиските денови, а подоцна и за времето поминато на Факултетот за политички науки. Освен тоа, уште од мали нозе научив дека различностите се богатство, а не проблем во едно општество. Затоа ќе бидам вечно благодарен на Добро Јовановски. Ме праша дали можам да кажам збор 2 за Основното училиште Добро Јовановски. И после 20 години од како сум излезена од таму, прво што ми паѓа на памет кога ќе се спомне Добро Јовановски, се куп убави спомени,
доста креативни денови, доста блесави денови, пријателства кои што траат ден денес и едно чувство на голема благодарност до наставниците кои што биле темел на моето образование. Почнувајќи од Марија во Забаваче, па Зора Јанческа, која што 4 години беше буквално наша втора мајка и не сакаше сите подеднакво како своји деца. Потоа Стојанка Димеска, која е една од причините заради која што посилно сум го засакала македонскиот јазик, литературата, убавиот збор, поезијата, драмата и театарот. Снежана по математика, Борис по историја, Борис по географија и да не ги набројувам сите, затоа што сите беа беспрекорни педагози и беа наставници во вистинска смисла на зборот. Работеа со нас, не вклучуваа во различни секции и после часовите не спремаа за надпревари и што ли уште не. Јас денес сум актерка, магистер по актерска игра, работам со театар, филм и телевизија. Покрај тоа сум и дипломиран туризмолог и туристички водеч и сакам да запознавам нови култури. Веројатно затоа што сум растела во училиште каде што имало мешани етнички припадности и сум растела без стереотипи, без предрасуди и со едно спознание дека да се биде различен е убаво. Сме растеле рамо до рамо сите, заедно, сме се сакале без разлика кој каков и од каде доаѓа. Јас сум Димитрина Мицковска-Трајковска и посакувам секое дете да расте со наставници со какви што растев јас во Добре Јовановски. Здраво на сите, моето име е Тамара. Имам 21 година и моментално сум трета година студирајќи психологија при Филозофскиот факултет. Воедно, автор сум на збирката Проза и поезија Скриените зборови. Корените на мојата љубов кон пишаниот збор потекнуваат точно од моите основни училишни денови и разните надпревари и поддршката од сите наставници. Вечно благодарна сум за поминатите 9 години меѓу зидовите на моето Добро Јовановски, кое ме научи да не дискриминирам, да ги сакам сите соученици подеднакви без никакви осуди. Основното ме научи на прекрасни вредности кои ден денес ги носам со себе. Наставниците со голем ентузијазам го споделуваа своето знаење и умеа толку пријатно да не прегрнат, што мирисавме таа сигурност како дома. Сакам да им искажам благодарност на сите, целиот наставен кадар кој ми предаваше и оние кои не ми предаваа. Затоа што имам голема листа наставници кои ниту еден час ми немаа предавано, а веруваа во мене и ме сакаа како да сум нивно дете. Верувајте ми, убавината која може да се доживее низ ходниците на Добро Јовановски не може да се опише низ некоја реченица. Таа мора да се почувствува и доживее на своја кожа. Јас сум Ајджан Маликовска, доктор по општа медицина. Дипломирав на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Потекнувам од Прилеп, завршив основно училиште во Добро Јовановски, каде ги стекнав моите први успеси. Бев прогласена за ученик на генерација, освоив прво место на регионален и второ место на државен надпревар по историја под менторство на Емилија Трифуновска. Одовде сакам да испратам порака до сите родители дека Добро Јовановски е училишта каде се стекнува огромно знаење. Јас таму ја стекнав основата на која понатаму ги надоградував и ги зголемував моите знаења и капацитети. Топла препорака нивните деца да ги запишаат во ова училишта, затоа што тоа е место каде прво се стекнува огромни пријателства, а понатаму се стекнуваат и огромни знаења од каде излегуваат идните професионалци и академци. Јас сум Душко Тодоровски, магистар по дипломатија и меѓународни односи. Работам во мисијата на ОПСЕ во Скопје во одделот за демократизација. Преку мојот работен ангажман имам можност да соработувам со македонци, албанци, роми, турци, но и со колеги од различни краишта на светот, различни по сите основи. Но тоа што не обединува е истата цел. Само сплотени во различностите можеме да придонесеме кон демократски развој на општеството. Пред многу години и јас бев едно мало дете, чии родители одлучиле да го запишат во прво одделение во основното училиште Добро Јовановски. Уште од најрани години имав можност да бидам дел од мултикултурна средина и тоа ми помогна да ги надминам сите предрасуди кои за жал преовладуваат. Научив да ги почитувам сите наставници и сите соученици подеднакво. Научив дека сите деца во класот ги споделуваме истите емоции, истите грижи и истите насмевки, без оглед на етничката припадност, расата, верата, полот или финансиската состојба на нашите семејства.
Научив дека кога сите сме сложни, сите сме посрекни. Научив дека солидарноста е најголема човекова доблест. Научив да ги делам луѓето на добронамерни и злонамерни, никако поинаку. За време на моите 8 години поминати во Добри Јовановски, се стекнав со цврста основа која ми ги отвори вратите на понатамошниот образовен процес. Но, најважно од се стекнав со другарства кои се засновани на вистински вредности и кои го положија тестот на времето и се уште траат. Затоа благодарен сум им на моите родители кои го направиле вистинскиот избор и не дозволиле да им влијаат предрасудите кои немаат никаква основа, ниту смисла во ерата на глобализацијата во која живееме денес.